Сакам да направите разграничување помеѓу случајот рекент воден против тројцата осомничени за кои што денеска јавното обвинителство најавува обвинение и проширување на истрага во однос на делување на меѓународниот сојуз. Се побарани мерки за вас? Да, побарани се и очекуваме одлука напладни. Чувствувате ли вина некако? Не. Вака сте во обвинението, сте помагале и овозможиле да се стекне впечаток во јавноста дека може да се извлечат пари благодарејќи на контактот со извршната власт. Барем така е напишано во соопштението на јавното обвинителство. Па освен тоа, обвинителството немаше ни друг доказ пред судот во делот на аргументацијата. Јас ќе очекувам обвинителството да го докаже тоа што ми го става на товар и секако тука сум за сите прашања во иднина и на органите и на вас како новинар. Не се чувствувате виновни? Не, воопшто. И сигурно го знаете законот во кој и уставот во кој случај на пратеник може да му биде одземен имунитет. Тоа е само во случај на определување на мерка притвор по одлука на 2/3 пратеници во собранието на Република Северна Македонија. Не би ги коментирала таквите шпекулации, затоа што такво нешто нема. Од аспект на некаква одговорност, ако преюдицирате, времето и законот и уставот на сите вклучени во било какви постапки ја гарантираат пресумцијата на невиност и вие мислам дека тоа треба најдобро да го знаете. Се додека не биде докажана вина со правосилно судско решение, секој е невин. Тоа го цитира и многу ваши колеги и мислам дека има добра шанса сите пратеници во собранието кои што се во некакво својство пред органите на правосудството, доколку се договориме колективно и да си поднесеме оставки, ама сите.